Сега знам зошто низ оваа прекрасна гледка се расфрлени најубавите манастири. Не ми се враќа долу. Сигурна сум дека секој што ќе се соочи со оваа гледка нема да посака да си замине или ќе сака веднаш да се врати. Сигурна сум дека дури и странците, ако дојдат овде, бегајки од ковидот, не ќе сакаат да се вратат. Сигурно ќе бидат здрави и физички и духовно. Нам не ни требаат туѓи гледки, зашто нашиве го одземаат здивот. Знам зашто Константин Миладинов тагувал за југот. Веројатно ваквите гледки ги носел во срцето и во душата и спремен бил дури и да умре, ама среде оваа убавина. На ваква височина и во ваква убавина човек помислува на победата на 15 јули. Зошто? За да започне нова македонска ера во која и политиката ќе и се потчини на природата и се што ќе правиме ќе биде во хармонија со убавината. Политиката тогаш може да се развива како уметност на можното, а не како чудовишна активност што ги прави луѓето несреќни. Се надевам дека на 15 заедно ќе зачекориме во ера од која нема да се срамиме, ера што ќе ја споменуваат подобро, ера која ќе биде пресвртница кон нови демократски чекори што никој не ќе може да ги запре.